Кандидатот за градоначалник на град Скопје од редовите на ВМРО-ДПМН Орце Ѓоргиевски ветува дека за 72 часа доколку стане градоначалник ќе го реши проблемот со комуналниот отпад во Скопје. Ѓоргиевски, одговарајќи на новинарски прашања дека во чистењето на градот ќе помогнат градските служби, општествено одговорни компании, а ќе бидат вклучени и граѓаните, затоа што во изминатиот период добил голем број понуди да се приклучат во чистењето на Скопје. Актуелниот градоначалник на Кисела Вода посочи дека во изминатиот период во општината се тргаат контејнерите од нивните локации и се остава по еден контејнер со цел да му се нанесе штета. Во изминатиот период свесно и намерно се вадат контејнерите од микролокациите со цел да се создаваат диви депонии околу контејнерите. На позициите каде имало по 3 до 4 контејнери, сега е оставен само еден, сметајќи некој дека со тоа ќе ми предизвика штета. Сметам дека таа што го води градот уште 10 дена го потценува сопствениот народ, а скопјани добро знаат кој се грижи за нив и работи за нив, истакна Ѓоргиевски. Кандидатката за градоначалничка на град Скопје од СДСМ и коалицијата Каја Шукова денеска ја представи својата визија за старата скопска чаршија. Нашиот план е јасен, визијата е да им ја вратиме чаршијата на скопјани. Имам решение, секојдневно чистење, нова урбана опрема, јавно осветлување и Wi-Fi зони, со почит кон автентичниот изглед, изјави Шукова од пред споменикот на Скендербек. Доколку ја добија довербата од скопјани, вети и подршка за дуќанџиите и за најчиите со буџетски средства за реконструкција на дуќани, правна и финансиска помош и отворени школи на занаетчи и мајсторски работилници. Најави и подршка во културата, односно реновирање на Сулијан, подршка за студентите по ликовна уметност, отворање на арт ателија и културни програми. 3000 денари за секое новородено дете во општина Бутел, најави градоначалникот на Бутел Дарко Костовски, кој е кандидат за уште еден градоначалнички мандат. Најавувам со задоволство дека за прв пат нашата општина ќе обезбеди надоместок за новороденче во висина од 3000 денари. Оваа подршка е дел од нашата заложба за подобрување на условите за младите семејства во општината. Не застануваме, инвестираме во инфраструктурата која ќе ја подобри иднината на секое дете, истакна Костовски. Актуелниот градоначалник на општина Бутел се осврна и на објектите за предучилишно воспитание. Информираше дека изградиле 2 градинки во Бутел 1 и Бутел 2, а во наредниот период ќе следува изградба на уште 3 нови градинки во Радишани, Визбегово и Бутел. Во населбата Расадник ќе биде изградена нова поликлиника за што веќе е обезбедена градска парцела и изработен основниот проект. Поликлиниката ќе се протега на површина од 1780 квадратни метри. Ќе има подрум, приземје и кат, информираше кандидатот за градоначалник на Скопје од редовите на ВМРО-ДПМН Орце Ѓоргиевски. Во неја ќе бидат сместени сите неопходни служби за современа здравствена заштита. На приземјето ќе има лабораторија, стоматолошка ординација, детски оддел, итна и дежурна служба, ортопедија и матични лекари, а на катот интерна медицина, кожно, гинекологија, ординација за уво, нос и грло, заедно со административни простории. Актуелниот градоначалник на Кисела Вода денеска заедно со кандидатката за градоначалник на Кисела Вода Бети Стаменковска-Трајковска го промовира овој нов проект што треба да се реализира. Со години, жителите на Кисела Вода се соочуваа со недостиг од ваква здравствена установа во својата непосредна близина, па за секој лекарски преглед беа принудени да патуваат до други делови на градот. За разлика од изминатите 30 години во кои оваа тема беше само празно ветување, денес сме во фаза кога изградбата на поликлиниката конечно станува реалност, порача Ѓоргиевски. Парите за изградба на поликлиниката се обезбедени преку унгарскиот кредит. Таа ќе биде изградена по примерот на здравствените установи во Бутел, Илинден и Зелениково. За странските дипломати мора да важат истите прописи за паркирање како и за сите други граѓани во општина Центар. Испративме протестна нота до амбасадата на Република Австрија поради непрописно паркирање во пешачка зона во паркот во населбата Капиштец, информираше денеска градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски, додавајќи дека оваа постапка представува директно прекршување на сообраќајните правила и нарушување на јавната безбедност. Овој простор е наменет за рекреација на граѓаните со спортски и детски игралишта каде секојдневно престојуваат деца, млади и семејства, вели Герасимовски. Со ваквото однесување се загрозува јавниот ред и безбедноста во урбаната средина, додава тој. И покрај дипломатскиот статус на возилата, почитувањето на локалните прописи и правилата за јавен ред и безбедност се основен принцип кој важи за сите,
вклучително и за дипломатските представништва во Македонија. Бараме од Министерството за надворешни работи да ја извести амбасадата на Република Австрија и да превземе соодветни дипломатски мерки за спречување на вакви случаи во иднина, истакна Герасимовски во својата објава на социјалните мрежи.